Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Интеграцијата како клуч за подобра иднина заклучија говорниците на дводневниот економски форум на земјите од Југоисточна Европа, што завршува денеска. Вчерашниот главен говорник Филип Рикер и со акцент на спорот со името. Амбасадорот на Република Македонија во САД, Зоран Јолевски, ја истакна потребата од странски инвестиции. На собирот на кој учествуваат американски и европски бизнисмени, политичари и дипломати, Јолевски даде податок дека преку 92% од населението е согласно за важноста од инвестициите. Македонија во моментов е насочена на развој базиран на инвестиции, но општеството треба да ги подготвиме и за развој базиран на иновации. Затоа неопходно е внимание на образованието на работоспособното население. Владење на правото на и препознавање на важноста од постојана и координирана акција не само меѓу земјите од Југоисточна Европа, туку и со земјите од Европската унија и САД беше главната порака на економскиот форум во организација на Центарот за трансатлантски односи при Универзитетот Џонс Хопкинс. Со демократизацијата на земјите од Југоисточна Европа, нивните жители имаат глас и удел во креирањето на подобра иднина, оцени главниот говорник на сесијата, американскиот заменик, помошник државен секретар Филип Рикер. Стабилноста и напредокот се фактори за интеграцијата и членството во Европската унија и НАТО. Политиката на Соединетите американски држави била и ќе биде активна поддршка на овие земји за реализирање на европските аспирации, рече Рикер. На наше прашање да го коментира економскиот развој на Македонија, изјави: Постигнат е огромен напредок како во Македонија, така и во земјите од регионот, и тоа за релативно кус период. Можностите постојат и важно е да се искористат. Во контекст на спорот со името, мислелото интеграцијата ќе заврши многу одамна, уште од крајот на 90-тите години. Подвлекувајќи дека не постои вооружен конфликт меѓу Грција и Македонија, туку дека се работи за спор што треба да се реши преку лидерство на обете страни, Рикер коментираше: Имаме понудено идеи. Обединетите нации водат процес и би сакале да дојде до решение. Доколку навистина сакате да се вратите во историјата, македонското прашање ги мачеше не само луѓето во регионот, туку и пошироко во Европа. Веруваме дека имаме одговор на тоа прашање со актуелната структура и постојните граници. Тоа е одговорот. Според Рикер, уште подобар одговор е сите земји од регионот да бидат целосно интегрирани во евроатлантските структури, без при тоа да се оштети нечи идентитет, историја или кревки емоции. Заменик помошникот државен секретар Филип Рикер спорот го нарече мощне фрустрирачки за многумина. Обединет став во странство на македонските парламентарци во САД. Антонио Милошовски и Павле Саздов од ВМРО од ДПМНЕ, Игор Ивановски од СДСМ и Дешира Имери од ДУИ. Во Институтот Вудро Вилсон во Вашингтон лобираа спроти самитот во Чикаго на тема Македонија и НАТО од корисник на безбедноста до неизин произведувач. Извештај на Јане Бојаджиевски. Членовите на Собраниската комисија за надворешни работи синоќа ја уверува американската јавност дека нема потреби во мултиетничка Македонија, кога се работи за членството во НАТО. Посетата, наведуваат пратениците, е во функција на интензивирање на видливоста на Македонија во Вашингтон, преку средби со конгресмени, сенатори и дипломати од Стейт Департментот. Парламентарците порачаа: говориме во еден глас, и од власта и од опозицијата, независно од етничкото потекло, затоа што 95% од граѓаните се за влез во НАТО и Европската унија, и тој стремеж ги обединува сите граѓани на Македонија. Сметам дека треба да покажеме тоа што не обединува и опозицијата, и позицијата, и сите, и македонците, и албанците, и другите граѓани на Република Македонија не обединува желбата да го добиеме своето заслужено место во НАТО. Немаме преголеми очекувања и не сме фиксирани на самитот во Чикаго, затоа што сметам дека нашите напори за зачленување во НАТО ќе продолжат и после тоа. Членството на Македонија во НАТО е и дел од нашата политичка платформа. Целта е Македонија да биде присутна во Вашингтон. Едноставно да се реафирмираат барањата
на македонските граѓани Македонија да стане членка на НАТО. We have to be rational, everyone. I don't know. I don't know. Грчката диаспора на настанот бараше одговор. Зошто на спортски надпревари се истакнуваат знамињата со сонцето од Вергина и каква корист има од процесот на антиквизација? Милошовски и Ивановски возвратија дека никој нема право на ексклузивитет на историјата. Доцна попладнето во македонската амбасада во Вашингтон на средбата со представници од диаспората. Пратениците побараа единство меѓу иселениците, велејќи им дека ги сметаат како на потенцијал, а не само како донатор. Пратениците апелира диаспората да ја зајакне промоцијата на македонската кауза и националните интереси. Освен економски иницијативи како да и се помогне на татковината, прашањето за името и начинот на негово решавање беше доминантна тема на разговорите на македонските иселеници со пратениците од Собранието на Република Македонија во амбасадата во Вашингтон. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски Вашингтон. За едни отпад, за други богатство. Брачниот пар Деби и Джоел Арем уште пред 20 години започна да прави накит од рециклирани компјутерски кола. Денес има цела колекција така наречени зелени производи. Нема недостиг на материјал за креациите на Деби Арем во незиното студио во сојузната држава Мериленд. Парчиња, метален отпад, компјутерски кола, чипови. Во 1992 сопругот имаше компјутерска компанија. Тогаш по прв пат видов компјутерско коло. Прекрасно нешто, сложено со толку бои. Дојдов на идеја да правам накит од таквиот материјал. Деби и сопругот Джоел потоа ја основале компанијата Three Ring Circuits и на локално шоу на ракотворби изложиле колекција накит и други производи од компјутерски кола. Првата вечер продадовме се. Луѓето по два пати се враќаа, прашувајќи ова е направено од компјутерски кола, колку убава идеја. Во последно време, наместо да патуваат на продажни изложби, продаваат преку интернет. Деби и Джоел Арем сега минуваат повеќе време во студиото, за да одговорат на големата побарувачка за нивните креации, не само од сад, туку и од странство. А во наредната емисија, Джеймс Камерон е длабоко во океанот за впечатоците и искуството на славниот режисер утре во Newsflash. Ни светлината не допира. Како е на 11 километри под вода, најдлабоката точка на земјата. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и до гледање до утре.